glas, a na usni prašanje. Sekoj, od nas saka ušte nešto povedje. Koja noć gledam maski komični, no znam mnogo luđe obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običe razni zemlji vedeni i jaz, kako site luđe obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen, tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen. Dvojka. 17. Da stavam 33. Ама ќе ве погодам овој пат што сака нека би. 26. Само да биде излекувањето фер и демократ. 34. Ајде да видим. Памет ме извади. Зошто вие стоите на колосек? Охлеле. А зошто вие немате рампа и семафор? Затоа и свириме. Фактичка твозна релација Скопје Зеленикова Велес чашка Боговила пријат тргнува за 3 минути. Поведете, другарке. Сакам една карта. До каде? До овде. До кој правец? До кујната. Повелете. А, благодарам. Трпе, поголемо дете од Марта си. Добар ден. Ги тестираме локомотивите и вагоните. Беа на ремонт, па да видиме како работат се. Како влеговте? Ми отвори Магде. Да. А каде е Магде? Мислам дека влезе да се тушира. Јас сум Владимир. Дечкото на Магде? Дечкото, не баш. Случајно се запознавме и помагав на Благица, другарка, и околу еден преглед и така. Па не ми изгледа дека баш случајно си овде.
Па ја повикав да одиме на кино. Затоа. На кој филм ќе го гледате? Запознај ги родителите. Со овој актер, со Генка, така. Помили, седи. Нека ќе постоја малку. Седи! Седи си, седи. Со што се занимаваш? Студирам медицина. Браво! А тоа е перспективна професија, ќе станеш градоначалник. Сите доктори станаа градоначалници и се бават со атмосферски и фекални канализации. Нема никој настинка да излечи. Знаеш дека имаш право? Па има. Почнавме да се редиме со чаши и да палиме памукчиња. Па масажа со ракија, па чаеви. Во потешки случаи консултираме и бајачки. Што ќе пиеш? Не фала, не пијам. А, па јас тогаш ќе направам едно кафенце. Не мора, навистина, се брзаме, а и вчера пиев едно. Јас ќе питам тука ако ви требам нешта, ајде Марта Душо, ние ќе си правиме колачи. Слушај, да предпоставиме дека не брзаш. Ти нудам 3 опции. Пиво, вино, ракија. Што ќе одбереш? Сок. Добро, у твоја фамилија некој пие? Никој. Освен баба ми. Ама таа пие некој ликер од вишни и така. На твои години многу играв карти. Јас играм фудбал. Футбол? Да. И да те прашам. Да. Што мислиш вечер Рома Јувентус? Кец, двојка, 0. Двојка? 0. Ти не играш ни спортска. Не. А цигари, она... Никако, не. Ги оставив цигарите, а она другото... Слушај, мора да имаш некоја мана. Никој не е совршен. Испитиве за факултет? Што ми се? Ги учам во кафич. Знаем дека има нешто. Мој човек. Добре. Магде! Многу убаво сте средила. Драго ми што ти се допаѓа. Знаеш, западњаците се размазани манџи и се треба да е според нивните највисоки стандарди. Добро, ама сигурна сум дека ќе ви се исплати. Се надевам, ти имат вишок на пари, треба да знаеш како да им ги земеш. Затоа се решивме да отвориме оваа градинка за деца на дипломати. Кој веруваш? А се сеќаваш кога те испраќавме? Од тогаш знаеш колку помина? 10 години. Искрено да ти кажам, едве чекав да ја напуштам Шведска. Но зошто? По едно време многу се фалеше? Да, тоа беше на почеток. Првата година ми беше се интересна. Се навикнуваш на нивниот ред, мир, стандард, ја учиш нивната култура, но со тек на време почнуваш да се саклетосуваш. Знаеш, се чувствуваш осамен. Нема со кого да поразговараш, да чуеш некој трач. Имав чувство како да сум сама на светот. Секој си ја гледа својата работа и сите се затворени ко конзерви. А ти пушиш? Од време на време. Знаеш, тама е строго забрането да се пуши, а таква забрана просто ме мамеше да ја прекршам. Марија, ти текнува ли кога бевме деца и кога тајно се шминкавме, да не видат родителите, а? Со саати, после тоа не може да не избришат. А кога паѓавме од штиклите? А битлери на главата кога се става? Чекај, мораме да наздравиме за нашите стари, добри времиња. Ти си почнала и алкохол да пиеш. Па ми се смачи од тој нивни еколошки живот. Постојано треба да си здрав, весел, насмеан.
Толку јаглени хидрати, толку масти, толку пати на ден вежби, козметички, психолошки третмани. Ужас. Повели. Па ајде на здравје. На здравје. Што ти е живот? А кога одеше, рече дека никогаш повеќе нема да се вратиш во Македонија. Така и си мислев. Ама кога се вратив, сум изела една тегла ајвар со сиренце и половина леп од фурна. Нашиот проблем е обратен. Ние би сакале ако може да одмориме малку од ајвар и да пробиме некоја друга храна. И знаеш, да видиме нешто друго, постојано гледаме само проблеми. А ти сигурно си дека сакаш да одиш во Нов Зеланд? Така испадна. Па подалеку и да сакаш нема. Тоа ти е крај на свет. А што мислиш таму да работиш? Имаш некаков план, нешто? Не знам, ќе смислиме нешто. Животот ни помина така овде, како во чекална. Постојано чекаме некого или нешто. А ти сигурна си дека ми даваш работа? Затоа и те викнав. Еве. Ова е европска стандардна програма за детски градинки. Прочитај ја, размисли убаво и јави ми се. Добро. Во секој случај ти благодарам што ми дава шанса. Марија, ова е моја шанса. Има уште за пеглање? Доста е за денес, деш. Добро. Шо е бе, трпе? Трпе бе, што ти стана? Да бе ми го заши копчето за кожа. Ај, не претерувај. Како ме претерувам, ти копчето за гради ми го зашиваш, ја да претерувам. Па ти реков да се облечеш кошулата. Па нели брзам? Ќе пропадне пазарот ако ти не отидеш да купиш кило компири, 2 салати, 10 јајца и брокули. Па нели 5 јајца? Нека бидат 10. А брокули? Здрави се. Дај, завршавај. Еве, готово. Ки искрвам бе кој на тоа партизанските филмови. Така, готово. Јас ке отворам. Трпе, извини што те боцнав. Не се извинувај, во бракот мора да има возбуди. Чики. Говорат. Добар ден. Добар ден. Александар спие. Ми каже тука да дојдам. Кој ќе го разбуди, ќе добие награда. На што е наградата? Не мора повтор пат да го буди. Јас сум да дотрпе. Меглена. Добре, седи. Ти си му девојката Наца? Па, да, ама ќе треба и него да го прашаме. Одам да го разбудам. Седи, деше, седи. Фала. Ќе се напиеш нешто? А не, фала, не треба. Ќе се шетате со Аце? Ќе одиме да сними една песна. Ништо не ми кажал. Епа, песната ми ја посветил мене и сака јас прва да ја чујам. Вистина? Да. А како се вика песната? Меглена Forever. О, што убав наслов. Можеш да запалиш цигара слободно, мене не ми пречи. А не пушам. Не. Фин. Студираш? Да, студирам. Јас на твои години везев го Бленис. Сега на трпе му крпефе на кошула. Твоите што работат? Моите ме тераат да избегам од оваа држава. И ќе бегаш? А не, ќе останам тука. Браво, бе, дете, бе, така бе да те бацам, дојди убата, паметна.
Добро. Од каде те познавам? Не знам. Не верувам. Добро, значи рековме 95 квадрати. Така, плюс терас, 5 квадрати може да се загради. Да. Па види сите да користат таа можност, па после се жалат зашто немале тераси. Ама сум те видела, јас тебе од некаде, а? Не, ја прв пат доаѓам, така да не е можно. Види, сите тие што мислат дека јас не излегувам од ова канцеларија, грешат. Јас редовно си одам во самопослуга, на јога и в театар. Па видите, јас одам само во самопослуга, на јога одеше порано жена ми со една комшивка, а во театар не одам, така да не верувам дека ме познават. Зошто? Зошто не одам во театар? Да. Многу ми се модерни представите. Да, јас модерните представи знаете како ги сваќам? Малку насилство, малку пцовки, хомосексуалност и евете уметност. Добро, значи 95 квадрати, втор спрат, 25% за амортизација. Да ви кажам право, тешко ќе оди ова со гарсонерчево. Зошто нема гарсонери? Има. Ама многу ги бараат за студенти, за тајни средби, за комар, швалерација. Многу ми личиш на еден глумец. Ана, можете да ми кажете на кој поточно ви личам? Плюкнат си на него. Не можам сега името, не ми текнува, ама многу ми личиш. Процентот за услугата го знаете? Да. Сите велат дека го знаат процентот, па после се жалат. Јас многу сакам комедија, вие? Видите, јас многу сакам да си го продадам станот и да си купам гарсонјера, ако немате ништо против. Па на иста линија сме. Заедно одиме кон целта. Сега некогаш целта оди побрзо од нас, ама што да правиме, животот е таков. Да, ама мене Мандра ми кажа дека ќе биде брзо. Па што не кажеш, бе, дечко, дека Мандра те пратил ние овде разговараме за уметност, а работата трпи. Па представи се фино, културно, кој си и кој те праќа. Па еве ви кажувам, значи Мандра ме праќа и се викам Никола. Така. Сега е подруго. Имам јас едно гарсонерче за бадијала, заложено од комар. А станот што го продавате, на чија име гласи? На татко ми, што треба точно да направам? Па следниот пат да дојдеш со татко ти. И што ти рекува во агенцијата? Што да ми речете? Викаат не продавајте ништо, сега биле најниски цените. Како бе тоа најниски? Кога продаваме најниски, кога купуваме највисоки, еднаш да беше обратно. Па судбина. А гарсонјера? Нема. Како нема? Така нема. Или се продадени, или се издадени. И сега? Сега треба да одам до еден школски, ме бара за некоја работа. Ти добар си? Не знам што да ти кажам. Сношти гледав една емисија на телевизија за Нов Зеланд. И таму некако се било обратно од колку овде. Кога овде е зима, таму било лето. Тоа што е овде југ, таму било север. Пушењето е секаде забрането. Нова година доаѓала 12 сати порано од колку овде, заради некоја временска разлика. А национален спорт им е она... како се викаше, она... тенис. Не, ова бе, кажи го, со онаа топката под мишка и трчат, се фаулираат, се сопињаат.
Ragbi. To. Ragbi, da. Drugo. Sакам да те замолам нешто. Сакаш да ме замолиш да не одиме за Нов Зеланд? Не. Штом сте решили, одите, ама сакам да те замолам барем во прво време, додека свикнеме. Јавувајте се почесто. Така, колку да знаеме како сте. Излажете некогаш ако треба. Мислам, ради мајка ти. Ти излажем, немај гајле. Отидов ја сега. Носи цветна диадема, медлена, та е прекрасна жена. Срце те зема, преубава медлена, срце те зема, преубава медлена, бајка е што си тука, за секогаш моја луна. Медлена, за излегување се спрема. Медлена, никаде нема таква жена. Срце те зема, преубава медлена, срце те зема, преубава медлена, бајка е што си тука, за секогаш моја луна. Медлена, за мене вечно тајна света. Медлена, зар Бог ја вајал таа жена? Срце те зема, преубава медлена, срце
srce te zema, preubava medlena, bajka je što si tuka, za sekogaš moja luna. И, како звучав? Како политичка кампања. Што ти значи тоа? Многу ветувавте. Ала ти за печната. Супер е. Ти си супер. Полека. Што полека? Се полека. Овде сме на експоцијална работа. Не ти го разбирам прашањето. Мораме да имаме срце како активиран вулкан и оклоп како ладен челик. Се разбираме? Тоа со срцето ти го разбрав. А што беше тоа со челикот? Никогаш да не мешате професионално со приватно. И обратно. Јас да знае дека е волку строго на шанки си остане. Шанкот не ти бега. Борбата да се далечиме што подалеко тој шанк. Да бидеме најдобри. Откако ќе се поздрават со нас. После со денови да не ги мијат најдобри. Да не претируваш малку. Знаеш зошто е мразен Јоконо? Зошто? Затоа што ги растори Битлз. Колку сати закажа на овој состанок? Во 10. Лоша организација, 10 и 15. Добро да дома сме, што се? А што е темата? Татко ти сакал нешто многу важно да ни соопшти. И тоа чудо да го видиме. Добро утро. Добро утро. Зошто ме разбудивте? Имаме состанок, Александре. Пак? Татко ти сака нешто важно да ни соопшти. Јас и Марта тоа си го сакаме написмено. Има законска пречка. Каква? Треба да седиш и да слушаш. Здраво. Сакам нешто многу важно да ви соопштам. Сите сме претворени во уво, како што гледаш. Многу ви сакам бе сите. И многу сум пијан. Стварно? Ич не ти се познава? Па не тоа дека се обидувам да се очувам барем минимум човечко достоинство, веројатно за тоа. Знаеш, иако резултатите се сосема променливи. Никола, не сме те видели пијан уште од матурска. Да. Тато цел живот полагаме некакви матури, секој дневно полагаме некоја матура и никако некоја да положиме. Да не ти е лошо, сине? Не. Многу ми е лошо. Многу ми е некогаш лошо, многу ми е некако
na neki način ne mi je dobro. I nekojaš imam ja nekoj svoje slabosti, ama mislim дека некои работи мене не ми влегуваат во глава, некои работи мислам дека ми се сосема нејасни, не можам да ги разбирам. Тоа е целата работа. Добро, што на пример еве не можеш да разбереш? Не можам, еве имам многу примери, ама еве не можам да разберам некоја од најбаналните ситуации во животот, како е на пример можно Ванчо, еден Ванчо да има повеќе морал него сите оние луѓе што се секираат за судбината на овој народ. Тоа ми останува некако неразјаснето. Мислам дека ова е вистинската состојба, мислам дека треба конечно да се погледнеме сите во очи. Ако се погледнеме сите во очи, што гледаме? Очи? Очи, Марта. Ама има нешто зад погледот, зад очите, зад погледот. Знаете што гледам јас? Обични, мали, убави луѓе кои што се трудат да го поминат денот, па потоа доаѓа друг ден, се трудат и тој да го поминат, па се испречил трет ден и така со години, што воопшто не е нормално. Мислев дека животот е маратон. Животот е спринт. Илјадници секојдневни трки со пречки. Јас мислам дека донесов некакво решение. Јас се извинувам уште еднаш за интимните штети што ги нанесов со ова моје доцно враќање од Собајле и за повредените патриотски чувства. Јас мислам дека ќе се справам со животот. Донесов решение сега и овде. Нема бегање. Јас имам мои блиски, многу големи планови. Многу големи. И што планираш? Па еве за почеток, за еден добар почеток малку да си прилегнам. Ето. Чао, Марта. А, да, таму секогаш си спијам. Се гледаме од Собајле. Марта, што ти? Ништо, си плачам. Што се случи? Ама не ми се јавила цели 3 дена. Мајка ти ќе се врати. Моите деца си одат за секогаш. Добро, ама... Важно да им е убаво. Од туѓа далечина, без никој свој. Ако нешто значи, уставам дека таму имало многу зеленило и доста високи плати. Па, не знам. Да. Со платки мајка и татко не може да се купа. Не можат.
ќе се залети за Сланинко и тој ќе заврши негова пацовска кариера. Цеци, знаеш дека ми е жал за тие глувчиња? И мозо, тој нема жал. Или они или ми. Преполовише га подрумче од прехранбени и разни други артикли. Што треба да држам нешто? Ајде. Леле, абе страшни се овие, види, како се викала? Стапици. Стапица, страшни се. Грешиш ми, моче, не се страшни. Оние со слепак се прави хорор. Таму радниц на кретање му е ограничен на 0. Жив е, а не движи се. Да не си му у кожу. Душа му се двои као регрут од женско. Тако. Добро, и овие имаат душа, бе. Има душа, има. Али ако споредимо с много људи, njihova душа е много племенитија. Али душа е njina, а подрумче е наша. Да. Има да га бранимо до крај. А ќе го браниме, да ти кажеш? И да га бранимо. Што прети, бе, овие? Абе, едва бе не добе, шо е ово? Па цело време сме тука. Абе, без толку нема ни на топографска карта, бе, луѓе. Па ти, бре, у Нови Зеланд одеш, бе, да се изгоиш да презелениш? Бе, слушай, ја не очекувам дека ќе ми закажете у хотел Хилтон, бе, ама види, ово покажува дека оваа држава изгледа нема нормално. Шо е ово? Немој да се вреќам. Шо ме се вреќам? Шо да правиме, бе? Што да правиме меѓу 600 прашина, ова будиња глупости 300 чуда? Добро, затоа и изредуваме, чистиме, гледаш. Што е? Слушај, јас немам време за заебанци, бе. Ја изимам економски залет зијам. А ти ме враќаш у социјализам, у реализам. Зошто го чуваш овој точак? Кажи, зошто го чуваш точак? Што е ово? 20 години си го муправил, ти да седеш дома, има се те флорираш, човек. Тоа ми е драго успомена. Кој ти е драго успомена? И ова ти е драго успомена. Кој ти е ова драго успомена? Јас сум лопете вега, бе. Зашто? Чекай, бе, ајде остај тоа. Зошто брзо толку да се видиме, а? Требаше Мандра да дојде овде. Мандра е бре на конгрес за туризам, јас сум... Види, што не избричи главу, не може да те познаем? Или кој ти те лопете, како? Те вега. Пријател од работа, кажете зашто ме викавте? Треба подхитно да ја напуштиме Македонија. Каде ќе одите? У Нови Зеланд. И Тенерифе, Нов Зеланд, тука сум бил тоа вие Чапар, знаете. Имате Хавај. Дали сте женет, господине Мандра? Понекогаш мислам дека женет сум роден. Зошто? А во брак сум скоро 30 години. Среќен, се надевам. Секој се надева, И што решивме? Ќе треба малку да подразмислам за вашата понуда. Ама некаде се Хаваите. Зошто толку да размислувате? Ќе скокаме таму, само на неколку дена, знаете. Денеска полесно е да се стигне до Хаваите, отколку да од Ѓорче до автокоманда со двојка, да речеме. И веднаш таму штом стигнеме, ќе се обтегнеме на некоја плажа. Замислете, немам костим за капење. Костим? Ма глупост, па нема потреба. Плажата е пуста, а ние сме сами. Ќе направиме еден мал повратак природи, што се вика, ослободување од срамот на нашите голи тела. И така, додека ние си лешкариме под некоја палма, милиарда морски бранчиња ги шлапкаат нашите бронзени телца. Шлап, шлуп. А вие ми рековте дека треба поради професионални причини да сме таму. Па добро сум ви кажал. Зошто да не споиме корисно со забавно? Господине Мандре, ние премалку се познаваме. А таму ќе се запознаеме детално. Теренската работа е незаменлива. Веруете, од мене искуството зборува. Така, да. Кога споменавте туристичка агенција, не ни помислив дека ние ќе бидеме туристи.
Ама сите сакаат да бидат туристи. Животниот идеал на сите им е целиот живот да им биде годишен одмор. И затоа ние сме тука. Подоста ќе ни се придружат и нивните пари. Парите? Што велите за едно такво друштво? Велам дека имате огромна моќ на убедување. Што треба да работам? Па на мојот најнов туристички бум во Македонија. Шлап. Шалуп. Шлап. Шалуп. Шлап. Шлуп. Шлап. Шлуп. Шлап. Шлуп. Шлап.